Poštovani YouTube пријатели, сречен поздрав и спеќам на сите вас кои го гледате каналот Австралијски живот од овде, од Сиднеј, од далечната Австралија. Денеска друштво ми прави еден одличен джентлмен, значи името му е Менде. Менде има самоубитово, знаеш? Да, знам. Самоубитово има Менде. Па имаш и доста снег сега пред 2-3 дена. Кај падна снег? До Кембера, во Дженолан Caves. Во Катумба овде има падна малце снега, ама стана на брзина. Колку има возење од тук од Сиднеј до тоа местото што треба да се оди? Па 3 сати до Камбера и до Дженолан Caves е скоро 2 сати. 2 сати и 15 минути. Еднаш имам едно во тоа, кој се вика во Джиндабај, мислам. То има многу пати таму пона снег таму се фаќа, али ова беше одмак кога излегаш после Камбера, тука одма почна снег и во Камбера имаш снег. И Собале беше -1. Измеѓу кои месеци паѓа обично снегот? Па ова е од Џулај до август. Некогаш може и до септембар исто. Не знам, ти кажам, бевме пред 2-3 години, прв пат видов снег во Австралија по не знам, по 15 години. Вистина. Снег во Австралија, да. Еве ова, ако гледаш, ова е после Камбера. Сега пред 2-3 дена. Значи, затоа залада е толку нешто. Да. Имав еден пријател што ме викаше на наше србинче детето, ме викаше да возам за него да одиме на снегот. Јас му откажав, ама тој кога ојде и значи имаше толку снег, значи да измрзнеш таму веќе. 3 автобуси за да одиме таму, знаеш за возење. Оти јас кој сум слободен сега возим автобус. Што се дешава овде, што Па ќе се оде. Па тука му е куќата на овој човек. Овде ми служи ка живе во? Па да. Овој живе во него и се фаќа рибчиња. Мислиш дека внатре спие? Не. Па има некој, може. Јас имам мој пријател, тој сега купува на брод за да спие во него. Ќе продава све што има на куќа, све и да се живее на вода. Колку прилика негде внатре одат во океанот кој одат на риби? Оти 2 километри, 3 километри внатре, не може подалеку да оди. Интересна работа со врачината. Кај нас, например, не знам како е процедурата со регистрација со ова. Али овој го трга ли што е? Беше малечко. Значи малек тој го трга изгледа. Значи овој мотор не може не изгледа на него. Ама овој доста стари изгледа, гледаш? Ја. Задеше. Има работи. Треба да направиш да се работи малце. Гледај колку има бродчина овде. Гледај ова цело бродчина. Абе остави бродчина, види го авионот на the A380. Значи аеродромот од позади. Да. То ти е авионче, не ова да гледаш ова старото бродче. Ова ќе влезеш во него ќе застанеш. Мислиш дека плаќаат овие овде за да ги остават бродчината? Не таму, ако се тука во близина, ако има моќ, не, озова не. Тука не плаќа ништо. Ако одиш како Birkenhead Point, таму, све плаќа за тоа. А која е разликата меѓу таму и тука одиш? Па си има посебни места, значи на мод, си има како паркинг фасилити за ними, знаеш? Секој си има како што паркирани си има негово знаеш? Негово место. Ова е паблик е. Не сме тој да паркира тука за цело време. Ама доста пати да ти кажам, овде гледам доста од состојбе. Да тие тука седат цело време. Не ги кошта ништо не ми. It's free. Тој е аеродромот позади? Да. Сиднеј Airport. Стариот аеродром уште малце ќе имаме и нов. А кога дојдов јас тука беше како едно мало селце. Ова International го немаше на терминал, а овие другиот само доместик беше она. А тоа изборам пред 4 decades, mate. Пред 40 години нешто. Да, ама за реграти по Сиднеј видите дека аеродромот доста мал, затоа го прави овој новиот че. Па нема се дека мал е, ама овој само еден Сингапур има негде 10 терминали, а во Сиднеј имаме само еден терминал меѓународен. Да. Али исто овај од 11 до 5 сато не сме авион да слези и да излези. Значи има curfew, не знам кој се вика curfew по наше. Да, пошто аеродромот во Сиднеј е во градот. Во баш во населено место. Да, ја. И доста има бука од авионите кои ќе полетват и кои ќе слетват, така да има забрането слетвање и полетвање меѓу Кукуричен 11 и 5 Собајле. 11 и 5 навечер нема летој. На 11 навечер до 5 Собајле. 11 навечер до 5 Собајле нема летој заради околината и луѓето кои спијат. Да.
Значи, ако дојдат касно, тие мора преку вода да слегуваат, значи, ама овие новите авиони се многу подобри сега, нема толку. Нашите македонци се собравме сите, а исто го имаме на нашиот фудбалски клуб Илинден овде, 2 километри долу. И сега се тие на лигата, тие се први. Со 7 поени напред се пред сите. Колку има турика македонци овде во овој дел овде на Сиднеј? Познато ти е? Мислам над 5-16 има на македонци. 16.000 македонци? Да, во Сиднеј, да. Ali imaš i u Sidneji, posle na Wollongong, Newcastle. Newcastle, Wollongong, zona za Steelbook, što беше порано. Ja. I evo ti, to ti je zima, a kako leten ден je. Некогаш кој дојдат некои луѓе од надвор од Австралија, кои дојдат во Австралија, ако врни случајно ќе речат: "Добро, ова е Австралија, не мислам дека има сонце секој ден." Па да, тачно е. Сите очекуваме blue sky и да нема да врни ништо. Јас кога дојдов тука, јас дојдов во Австралија во 1969 година. Па добро, не сум јас толку многу во Австралија, малку сум јас едно 20 години, али Али јас сум преку над 40. Јас бев колку 14 години кога дојдов. од 14. Да. Немав полни 14, ама тука близу. Слетав на овој авион на аеродромот тука. Јас дојдов кога Австралија имаше како се вика white policy. Знаеш што е white policy? Тогаш има право само луѓе да дојдат од Италија, Грција и Југославија. И јас кога дојдов тука, јас дојдов со овие авиони, со што гледаме Qantas, нас не кошташе ништо. Јас со мајка ми дојдов, татко ми, брат ми, сестра ми, тие бе пред мене и тука слеговме во овој аеродром. Не знам дека имало нешто такво white policy. Да. А то не само бели луѓе, само овие три нации. Италија, Грција и Југославија. Тоа е тоа. Па white policy тоа беше. Оти енглеска сакаше да земи луѓе што изгледа како нив и да се направи assimilation исто за се измешат со заедно. Имаме Labour government, тие го скина беше Golf Whitlam и Alf Grasby од Italian background што се викаше тие го измешта сега и затоа имаме све што од цел свет. Нашите македонците го фалат многу Golf Whitlam. Нашите македонци порано многу беа сите со Labour government, не само Whitlam, со Labour government, ама Whitlam беше малце како комунист. Затоа го избракат него, затоа оној Џон Кер го избриша од Prime Minister. Нашите го сака многу, толку знаеа. Знаеш, сите му века ова е како Labour, како сите нас работник, тако беше мислела партијата и мисле дека тие се сите, ама тоа се измена, значи како ништо. Значи тоа е изменато. Labour не постои, што се вика на работничка партија не постои повеќе. И едната и другите се исти сега партии. Колку години имаш кога дојде? 14 години. Кај се бевте кај Океј. работи? Океј. Кога дојдов јас тука, ние живеевме во едно место се вика Camperdown, што е близу до градот. А кога истиот ден кога дојдов имав едно пријателче од исто место, јас сум од село Добровени, Битолско. Само првиот ден што дојдов јас тука, излегов јас и ме најдо мене 4 работи во исти ден. Ако бе толку млад. Како може да има например толку многу работа, сега да нема? Тогаш работа колку сакаш. На секој чекор имаше работи. Ти немаше доволно луѓе. А сега се измена тоа. А после тоа неќев да работам јас знаеш, и ојдов малце на школија. А 14 години најлошото време. Оти во 14-15 години завршуваш овде како осмолетка, јас дојдов тука на средина бев, не можем ни таму ни тука. Со што направив јас, сакав да избегам од тука, ојдов тука едно место се вика Port Botany, што бродо идат, сакав да влезам со нив да се вратам. Ама кога видов дека не знаев кај ќе ме носа, што се вратив дома, се искаравме со татко ми
И му реков на татко ми, зошто ме дојсе во ваква будела држава? Што бе, што се те фали, вели? Абе, слушам, ни А, ни Б знам тука. И му мака сега, ти мораш мене да ми помогнеш. Што се кажеш? Мене ми треба една учителка или учител да ме учи на енглески за малце време. Па дојдов, зедов една од Ирска за 6 месеци. Таа е јас секој ден. Те научи јазик. И таа ме научи. И добро, мислиш дека уште е будолска држава или го смена само сега? Уште полоше сега. Јас мислам тогаш кој довме тогаш подобро него сега. Али друго беше многу лошо кога луѓето од кога луѓето дојдо од Европа, ако ти излезеш да одиш да снапиеш, австралијанците му плука во чашите. Толку беше лошо. Оје. Не, значи ние бевме значи unknown people. Не знаеа што да очекуваат од нас. И тоа се случуваше за доста време. И тие дојде и ние дојдовме. Тие дојде малце порано. Па, тие беа многу пред нас. Значи, тие се англосаксон, ние сме Eastern European. Ама чекај се, ако збораме така, и ние дојдовме и тие дојдоа. Разлика е Да. тие дојдоа малце пред нас. Ама Али тие тие- што е нивна земјата се Океј. црните, абориџиналите. Да, али тие контролира. Не ние. Тие контролираат. Ја, зато. Значи, тако тоа се случуваше, не разбираш? И, значи, Знаеш што имам заприметено? Ќе може некоја, например, позиција, например, дали е македонец, дали е, не знам, хрват, дали е италијан, може да има некоја позиција добра, може да биде некој менаџер, доктор, али тие главните позиции, Не. тие ги држат. Може, Зборам може, за може. Ево, обичаните. може. Ево, ќерка ми е моја. Позиција. Не. Ево, имаме еден наш во парламентот сега, тој е на Муслим Босанец. Тој е во федералниот гавамент. Босанец. Да, муслиманец. Аха, без разлика. Да, тој е во федералска, значи тој е многу горе. Како му името него? Хрстич, така нешто, не знам она. Не знам точно да кажем она. Па имаме, како нема. Плюс имаше она за opposition на стајт на ова место кај што живееме, New South Wales. Жената на едно наше дете, таа беше премиерка. Чигаровски. Македонец. Тој е адвокат. Добро, поред, може. Значи таа беше она за opposition. Поред, може да Ја. се деси, например, затоа ти кажам, може да се деси да има, например, некоја позиција, дали там, ајде, да кажеме да, али тие главните 90% од позициите ги држат тие. Па да, уште се не се дава тоа. Али сега ова време, значи ние сме дојдени доста време, дечиња наши се крева, значи и научени се повеќе, значи сега имаме подобро. Ево ќе ти кажам за мојата. Ево го, детето мое сега има уште испити за ова година и за година ќе биде во Сен Џорџ болница за цела година. Браво. Значи, он тој е доктор. Значи, дојдов јас како за ништо, али сега Значи, на времето, кој ќе беше позачестено тие да бидат на сите тие Па е. позиции, али сега полека се менат Не, работа. па еве ќерка ми, втората ќерка ќе биде професорка за нексија. За constitutional law. Се не знам како constitutional law што е. Уставно право. Да. Значи, кај тоа повисоко не може да биде, сега ме разбираш? Една премиерка, што беше таа ерменка на Австралија пред неколку години, Ја. кој се презиваше за Не беше. Имаше нешто ерменско. Па таа во проблеми има сега за corruption, сега изгуби на судот го изгуби. Знам за кој збораш, се може да седам, ама знам дека сега прошла last weekend изгуби таа, сега на суда дава дека за за corruption. Како сегде. Семенда, да, се. Јас тоа му викам со луѓе што разговарам во Македонија. Не дека овде се розов значи дека се е Да. со најдобар ред. И овде има корупција. Ама кој ќе се спореди со корупцијата овде и кај нас на пример е народот сиромашен. Кај нас очигледно повеќе тука не е. И многу помалце пари. Да. Многу поќе пари и не се осеќа. Да, не. Па има тука пари зато. Значи, кога има пари, значи секој да земе пак останува. И ќе остане. Да. Значи, неколку... Нема доволно пари да се
Корумпирани се, се каде. Да, значи то, има пари тука. Ali и тука, знаеш, на corruption е много големо и тука. И друго, овде, уште како почна ова земја што почна да, од криминалци што дојса, уште ти има повеќе право. Па, ако ти си криминалец, то ти дава све тебе. Оди насу ти плаќа тие. Ако одам јас мене, чека да ми изведат све она од джеб. Како мислиш ако си криминалец се плаќа се? Па се оние криминалци што не работат, ни ништо, и ти му ќе оди го затвори, ќе му даде јадење, пеј чисто и одма ќе направи, пак ќе отаква. И му дава без пари судија, без пари ова, без пари све. А оди ти направи нешто, ќе ти земат све. Ти изгубиш и куќа, ти изгубиш и све. Ево ќе ти кажам за мене сега. Јас гледав мајка ми за колку 7,5 години. Последно време, а зајсов што се викава nursing, не знам како се вика по наши, извини. Старечки дом. Старечки домови. И јас ојдов на Centrelink, мувам вака и вака. Јас не работам, запред работам да гледам мајка ми она. И дали има нешто да ми плаќате мене што ја гледам, не се. И вели мене, жена работи? Да, мам. Колку заработува? Толку. Навели, не ти следува тебе. Ама, ако раздели жената, ако остави жената, ќе ти дајме полна цена. Значи, затоа ти кажам, повеќе на криминалците, него на тие што сме направо што одим на прав пат. На поштените. Да. Сега со ова уште една точка. Сега со ова ми напомни уште баш уште една тема да спомнам. Има многу луѓе на пример што живеат разделено само за да ги земат тие бенефитите. Тачно. Океј. И после, кога ставив мајка ми во старешки дом, побарав пак помош од ними, не ми следуваше, а ми барат мене 3400 месечно. За осавачки дом. Да. Тоа е тежок криминал. Па затоа ти кажу. 3400 долари. 3400 месечно, да. Тоа е тешка мафија. Да бе. Значи, ама отворена мафија, не да се крие, отворено. Ти го сакаш нешто. Сакаш не? И друго ќе ти кажам. Кога ставив мајка ми таму, тие ми барат мене 600,000 долари како гаранција. Ако му дадев 600,000 долари кеш, јас ќе му платев половина само пензија да ќе одеше. Ама јас ќе му направам кладов куќа да не ќе домнам парите. После, Куќата кладе како залог. да. А после едно година и нешто, тој старски дом ојде во bankruptcy. И сега, замисли ако јас му дадев 600,000 долари на живи пари, ќе остане со празни джепови. Среќа голема. Значи, плаќав 3600, ама го задржав куќа да не изгубив. Ништо не може да земат, од јас си плаќав. Да, Среќа голема. да. Среќа голема. Ја. Значи, Како може тој старечки дом да оди бенкот? Абе, слушај, тие беа газдите, еврејци беа. Се разделија. Еден трга тука, други трга страна. Имаше луѓе што изгубија пари со? Да. Ја. Значи, таков е случајот тука. Затоа ти викам јас. Уште се оди на криминалски начин. А сега, ево јас, не ќе да работам. Значи, годињено мој се тука. Ама ако работам повеќе, треба да плаќам уште такса. Јас не идам да плаќам повеќе. Ти следува мајка Не. За пензија? Не. Пензија Не. следува? Не. Сум имал многу имот. Колку треба да имаш, не мислам ти конкретно, на Океј. пресек, например, човек во Австралија, колку треба да има имот, Океј. да не му следва та пензија? Okay. Можеш да имаш куќа да кошта 2-3 милиони. No проблем. Можеш да имаш до 360,000 во банката. Немаш проблем. Ако имаш куќа што кошта 2-3 милиони, пак ќе ти дадат пензија. Да. Само ако живееш внатре. Ако не е инвестиција. Тачно. Друго, имаш право на кола да имаш, нека биде скапа кола, исто имаш право. И ти дава дури караван да имаш уна.
Значи Кога ти... ќе стопира? Која е границата да ќе Окей, стопира? ќе запрат куќи ако имаш две проперти. Ако имаш две куќи. Штом имаш две куќи и два станува во нема, одма запира. Што, например, ако живееш во две? Како ќе живееш во две? Ете, например, живеам... Не може, мора... Не, се не можеш. Тие знае дека инвестицијата Дозволата кај ти е. во едната. That's it. Една имаш. Другата е инвестиција. Значи мораш да плаќаш за незе. И плюс така, само можеш да направиш, ако сакаш, јас направив, ама касно. Има едно се вика Family Trust. Ти ќе го... Кој е family trust за луѓето што не знаат? Beautiful. Оти ако види на Family Trust, на Family Trust, јас можам да го извам името мое, да оставам твоето, не плаќаш ништо. Чекај, за луѓето што не знаат точно, што е family trust? Па Family Trust, не знам по наше како се вика Family Trust, извини. Како некој семен фонд, така нешто. Океј, тоа. Значи, ако имам јас една куќа, втората куќа аз ставам во него. Добро? И сега, јас се ставам самиот и децата или било кој. Така, можам да ставам сите внатре. И после сега, јас, ако сакам да му оставам на децата, јас ќе го изведам името мое и то си останува таму. Ни плаќаш, ни stamp duty, такси што се вика, ништо. А тоа останува за ними. Само, ако не живееш во него, мораш да направиш tax return. За тебе тоа повеќе ќе важи за future. Оти ти си многу помлад од мене. Значи, тоа ти е најдобро, оти никој не знае што е како. За луѓето, например, што гледат видеото, Да, ја. Значи, и тоа е... легално се. Да. Тоа се е легално, за да заштити Да. човек на... Не, тоа е легално, да. Тоа е легално. Значи, ти не го лажеш никого, не криеш, не крадеш. Значи, све тоа. За да заштити човек на такса. Ево, јас што ги имам она куќа и стан во Фоста и во Gold Coast, тие ме се на Family Trust. И нема такса на него. Има малце, скорос малце. Ама, значи, ако сакам да му оставам на дечина мои, јас само го вадам името мое. Значи, ништо. А која е разликата меѓу ова што е family trust и нормално наследство, например? Наследство, нешто е наследство. Наследство, окей. Ќе плаќаш, имаш stamp duty. Само Stamp duty. А ова Family Trust, си го извадиш името и ништо готово заминува. Само да покажам на луѓето кај сме моментално. Кажи ми кај сме сега. Ево сега ќе видите она Port Botany, кај што контейнер терминал што се, и аеродромот на лева страна исто ќе ни биде. Ова имаше местото, први да видиш што на страна негде во овој залив. Тачно, да. Значи, овде сега скрос на друга страна, на право позади, кај што годиме ние, таму каде дојде првиот човек што се вика Каптен Кук, тој прв лено што дојде во Австралија. Тоа беше ли во Карнел? Во Колонел Каптен Кук. Значи во овој залив. Ја, во ова, значи, не многу далеко од тука. Ја. Ево сега виетнамски авион само што слегува од Виетнам. А? Од Сайгон? Или Сайгон или Хо Чи Мин? Виетнам. Од Виетнам. А кој се викаш Сайгон, бе? Исто Сайгон. А Хо Чи Мин? Друг. Хо Чи Мин исто. Не, друго име имаше. Исто Хо Чи Мин. No, друго имаше. Сайгон? No. Хо Чи Мин. Заборев. Хо Чи Мин гос... Fuck. Заборев да сме. Anyway, значи тука ти е. Еви авионите од Австралија. Почаци, возат почаци. Па тука имаш све, значи се направено, значи за сите ако да не седиш дома, ако сакаш да си возиш, малце физкултура, све може. Значи меѓународниот аеродром. Да. Овај поуше за во 26-та година ќе имаме нов аеродром, али ќе биде малце подалеку од тука. Колку далеко?
Skoro во Собали после ручек на трафик кој ќе има, може скоро сат и пол, сат и 45 минути. Ама еднаш вела 2025-та, еднаш 26-та. Не, 26-та, end of 26. Јас имам слушал до 27. Не, 26-та, end of 26. Значи до На 26-та, 27-та, значи ќе биде отворен. Да. Ali ќе има само една ранма што се вика она. Само една сега за. Ја, само една. А за future ќе има уште една. Еве сега уште малце ќе излеземе сега, ќе кладиш на камера таму. Тоа што се вика на Colonel, кај што Каптен Кук, кога првиот човек дојде што слезе во Австралија. Со македонци имаш работено или претежно со други луѓе? Да ти кажам искрено, немам работа со македонци. Само со тебе. Само со мене. Само со тебе. И Предраг, и Пеđa. Значи, да ти кажам, нема такви шанси или, значи, или не ме интересираше. Јас едно време, да ти кажам, јас и не се мешувам многу со нашите, знаеш? Оти јас за малци ќе го изгубив и македонски јазик. Ти забораш да збориш? Да. Значи, ако не беше овој еден пријател мој на Бексли Нов села, оти јас работев, носев едно време алкохол кој што правев, и последно оставав кај него, тој имаше на македонска, српска музика, програми, и значи почнав да слушам и зборај со ними, и после почнав да зборам пак. Колку години имаш тоа? Па сега пред 5-16 години. Иначе ништо, апсолутно, македонски не знам. Па, види, дома зборам енглески. Со кој ќе зборам македонски? Сопругата не ти е македонка, сопругата ти е Јапонка. јапонка. Ја. Може требаше заедно интервју да ни направиш. Ја. И јапонка и со 3 дечиња сме сега. Нека ви се здрави и живи. Thank you. Што ти се мени со најпоќе од јапонската култура? Нешто вака нивното јадење или нешто друго? Да ти кажам, скоро слично е како нас. Јадењето. Не, јадењето има разлики, значи многу, ама мислам на животот, како почекува многу се со фамилиите, значи како и не, значи да гледаш по фамилија све едно друго, значи. Јас во Јапонија не сум била, но тоа што гледам на телевизија се многу културни и мирни луѓе. Дали вистина? Да, тачно. Јас бев во Јапан, може и 5-16 пати. Јас ќе го оставам полно пари, тука ќе го оставам, и ќе се вратам за сат и пол или 2 сати, пак ќе биде тука. Во Токио. Цел Јапан. Цел Јапан. Значи, има ти мафија се вика Јакуза. Али тие не одат за ова за $1000, за $50, не ги индустрија. Тие се мешаат во големи предпријатија, значи тоа зема така што работа. Да. Значи, не за тебе, за мене не нешто сме. Ме разбираш? Да. Оти ти што така, ево, ај стави камерата натаму, значи тоа е Colonel, кај што на Каптен Кук, кај што дојде првиот од енглеска. Не знам понаши како се краб. Рак, дега, ево те. Ова се, значи, овие, како што гледа тука право, овие сите како крайн, како се вика понаше. Кој? Овие крайн што се вика она. Крам. Да тие се крайни, тие се све секој брод што дојдува сега тука во Сиднеј со контајнери и одат таму и го креват од тука све, значи се растовара и товара од тука. Значи, ако сакаме да пуштиме нешто за Македонија, треба таму да одиме. Па таму го носат, од таму тргнува све. Чекај вака да снимам нешто. Лажате да снимам. Good morning. Good morning. How are you? Good. Where are you from? Hong Kong. Oh. Hello. Ni hao ma. Okay. Okay? Is that correct? Okay. Nancy. Nancy. Okay. See? What country? Hong Kong. Hong Kong. Yeah. Visiting Sydney? Ni hao. Ni hao. From Sydney. Hey, see? Xie Hey. Hey. Very nice. Ni hao says hello. Xie means thank you. And ni hao ma, how are you? Good? Yeah. Good. E- Hong Kong. Hong Kong. Ma'am. E-R son? E-R son? Yeah. 1, 2, 3.
correct? Mandoki. И Asan, no? Hong Kong Mandarin or Cantonese? Cantonese. Cantonese. Yeah. Yeah. Точе. Точе. That's, Thank you. Hey, Cantonese, точе. Mandarins, чеше. А откај знаеш кинески да збориш? Hey, I work with them, I deal with them for a long time. Even now, I had a full bus of monks this morning, all from China. And sometimes I deal with Taiwan as well. Браво. Нешто бизнис да немаш таму да не одиш да не работиш. Порано, не сега. Сега сум, ще се вика, semi-retired. Ова е шо интересно на оваа плажа, гледај, ова е плажа само за кучиња, чекај маце да не паднам по Па дай да си дојсам и моето исто тука. Ја гледај, ова плажа Е. е само за кучиња. Океј, ајде кажи му, кучиња ги гледаш се игра многу добро, али тука, ако имаш куче, ако нешто се случи, кошта многу пари. Моето куче беше каснато од други кучиња, за малце ќе умреше. Жена потреби $30,000. $30,000 за $30,000 да го остави жено. Шо му беше на кучето? Све е, готово ќе, за малце беше готово. Го фати едни големи кучиња и го изедеа. После имаше амонија, после забудак маже и сега око го извадовме око, со едно око е сега. Менде, $6,000 за во старечки дом. 30,000 за кучето. Мафијашка држава тајна. Па да. Поголема мафијашка држава. Ако направиш X-rays да му направиш снимка на кучето, кошта $2,500. 2600, а да го извад зап, $5,000 кошташе на кучето. И што направија сега, забот кај што му извадија нешто се случи и кучето не може да лај повеќе. Го изгуби гласот. Гледај, таа плажата таму, интересно многу мене ми беше на првиот пат кога видов оваа плажа, ова е плажа само за кучиња. Таква работа во Македонија не постои. Па Само нема за кучиња. кај има плажа кај нас. Има, Каде бе? има Преспа, има Охрид плажи. Добро се. Езеро, Или Вардар. Кој? Вардар река да. Или Вардар. Или да го Битово. That's it, Драгород, ја. Значи, го видов е со ми беше многу интересно. Плажа само за кучиња. Па види го, и види куче се капи, гледаш? Да. Не знам дали можам да Зумин. да зумирам, да. Тука види сега. Гледаш како од таму лета сега, значи помалце ноиз да прават, значи да не ора за луѓето, гледаш од таму си идат. Ете го авионот слепва друг куш еден. Ја, Го гледаш? да. Тоа малце се. Не со Значи, бали. кучињата мора овде да видат нова плажа. Ако одат кучиња, например, на другата плажа Не кај сме, што да. се луѓето, ќе добијат казна. Точно. И Ама кај мене, гледам, ама слушај. сепак гледам нека ги носат исто Еве, кучињата на еве, плажа. нека. Да, Види? да. Има еден куп. А кај мене, кај што живеам јас, позади, ми имаме како парк таму, а кучиња се без лиш. Значи, ќе влезеш внатре и ќе го пушиш слободно. Одврзани, да. Значи, да не го такош... Ево го Фиджи. Була. Авионот Фиджи. Како се вика Фиджи по наше? Исто Фиджи. Ја? Да. Не, гледаш? Ај, ќе ме учиш малце македонски, а? Што да те учам? Фиджи на англиски, Фиджи на македонски. Не бре како така, други, некои зборови пишува таму, не знам ни што пишуваат. Име на земја, не може име на земја да се вика поинаку. Име на земја, име на луѓе, име на земја, тоа се исто. Океј. Како се вика Ирска по на Ајланд? Ирска, како што Ја? каже сега. Да. Ирска? Да. Океј. Јас оди нешто знам дека малце по различно изгледа. Ма нема врска, ти си тука од дете. Да. Ништо чудно за тебе. Ништо чудно. За мене па да, значи и види, ако си одам јас кај нас, ако ти пишуваш она вака, јас не го разбирам тоа. Македонски? Тешко, Азбуката што малце ја знам, ама ако пишуваш она, како што вика она, running writing, што е она, не знам тоа. Добро се, многу време си тука. Значи, го нема употребен некојаш, ме разбираш? Многу време си тука. Ја. Значи, ова плажата е како во залив. Beautiful. Во залив. Бранои, например, големи како во Бонда и такви работи нема. Сурфање нема. Аха. Луѓе или со Ова ти е бај. или Ја. фамилиарни луѓе, например, на таа плажа таму позади. Ево ти Virgin, mate. Virgin Australia. Како се вели Virgin по? Virgin.
Virgin, ne. Ej, Lena, инако, ако е девојка... Ете го, еден оди, еден ќе лета пак. Е тука имаш право за луѓе да се капат. Од каде? Ове, со гледаш мрежи што има, со луѓето таму се може да се капат слободно, значи без чарко и без ништо. Кажи им шарко, ја? Да. Еј, кажи им на луѓето што не се од Австралија, зошто е таа жицата таму преградената? Па ова жицата е да се, за да одиш да се искапиш внатре. А што Ако- ќе се деси ако ја тргне жицата? Ако тргне жицата, може ќе да најде они шарко, ќе да касне помалце. Или ќе ти остави без нога, или без раце, или без стомак, не се знае тоа. Ама не мислам јас да има овдајкули овде. Како бе нема, има сегде. Не, има, ама малечки, не Да, ја. Не, од таа Ами, големата што е види, белата. тука се нема случајно ништо. Али ако одиш во Gold Coast или во South Australia се случува и Western Australia. Да, или ако одиш Марубра, таму во кашо го Отворено море, да, отворено море. Тука те ова, знаеш, тука е тивко, не може да оди тука, знаеш. кажи ми тебе кај ти е вака омилено место од овие сите плажи во Сиднеј? Бандина. Збораме сега за летно време да одиш да се одмориш да си Бандина. да се издушате. Бандина. Да. Зошто Бандина? Нема многу луѓе. Ако одиш во Бонда или Кронала, значи луѓето се многу, а таму ти е тивко, си имаш некои ресторанчиња, да се каснеш кафенца, значи и водата си е многу мирна и да си помниш како да си уживаш. Јас имав една баба, Бог да ја прости, една женичка која мене ми изгледа, која не ми беше сепак биолошка баба, али беше по потекло од личното место кој што е Менде, односно од Доброени. Добро вери, да. Е сега јас немам доказ дали Менде со таа жена се во крвно сродство, не знам дали сум во право или не, али мислам дека многу личат со мојата баба и мислам дека се дефинитивно роднини. Anything is possible. Anything is possible. Да. Ама слушај, па има и кај нас разбира повеќе енглески сега. На камера да Е. не скршиме двата. Радко, Кажи. и кај нас сите разбираме енглески сега, бо? Кај нас? Да. Па сите млади разбира енглески, така? Претежно разбират, да. Значи- Претежно разбират. Значи некако јас Паѓаме кога... назад. Значи ние кога одевме, Радко, јас кога пред да дојдам тука, дека сестра ми беше 2 години постара, таа ја учише руски, јас само што слушав од незе и јас и тоа го научив тоа, али и тоа го заборавив. Значи, види. Значи, и пред да земам жената, јас многу повеќе зборав јапонски исто, а сега помалце. Оти не го потребувам, сега не ме интересира. А може да се разбереш јапонски? Ојде, да. Значи, можам да одам слободно таму, значи да си побрам нешто што ми треба све, кајде сум, можам све да знае. Значи, едно бе 45-50%, значи, јас и го знам.